Жарко, добар ден и ви благодарам што се вклучувате во вака виртуелно во неделниот микс. Вие сте со големи обврски сега пред на самиот праг пред почетокот на 11-тото издание на Bookster и токму затоа и да кажам вака виртуелно го направивме интервјуто. Ви благодарам за вклучувањето. Како сте вака на прагот пред Bookster? Здраво на сите, убав ден. Па кај нас е busy day, односно малце зафатено, како и предпоставам секојаш кога се организира значаен и битен настан од културата или од што било друго. Така што обврските ќе си го имаат своето место, но секако од утре сме спремни од понеделник до 29 септември почнеме со сите активности кои што се видливи за јавноста, а она што е наша работа ние бек офис и ја завршуваме секако. Така, вие сте уредник во Антолог, организатор на Bookster, автор исто така, многу функции имате, но во секој случај, ете, со нетрпение, верувам дека како и нашите гледачи, така и јас го очекуваме новото издание на овој преубав фестивал, кој што за сите читатели е некако празник овие следни денови од 29 до 2 октомври. Од 29 септември до 2 октомври. Толку богата програма имате, толку многу убави настани, но ајдете да кажам звездата ќе оставиме за крај, а сега имаме и ние наши други звезди, поточно многу наши познати писатели ќе бидат дел од Bookster, а она што исто така најново и е исто така и дека Блаже Миневски ќе ја добие и престижната награда на овогодинешното издание, односно Bookster награда. Така е. Одлично што почнуваме буквално од самиот почеток, бидејќи со тоа и го отвараме нашиот фестивал. Значи свеченото отворање е закажано за понеделник 29 септември во 19:30 часот во културно-информативниот центар КИЦ во Скопје, блиску до во срцето на Скопје, на нашиот главен град, и почнуваме веднаш со една од најударните настани, најударните настани, тоа е доделување на наградата, истоимената награда како и нашиот фестивал Bookster, кое што веќе јубилејна 10-та година се доделува. Првата година беше млад фестивалот, се уште експериментиравме која форма сакаме да има, но веќе од следното издание во 2016 ја основавме наградата Bookster, зад која што до сега ја добиле на вистина исклучителни имиња од европската и светската литература, Никола Матити, Светлана Алексиевич Нобеловката, Наџат Елхачми и некои други автори, но она што е куриозитет за годинава, значи во 10-тото јубилејно доделување на оваа награда, Советот, организацијскиот одбор на фестивалот одлучи дека треба да ја додели на домашен македонски автор, пред се бидејќи самата година, самото издание ни е во фокусот и со акцент на македонските писатели, на македонската литература, и изборот падна на новата книга на Блаже Миневски, Опаш во устата, че Блаже Миневски е наш современ класик, би рекол, автор со чиишто раскази сите ние од нешто малце помладата генерација учевме како се пишува расказ, се воодушевувавме на неговите раскази, и токму и затоа се одлучивме оваа книга да ја добие наградата, бидејќи станува збор за книга, збирка од раскази, комбинација од неговите најпознати дела кои што биле наградувани буквално на сите значајни со сите значајни книжевни награди кај нас за проза, но истовремено и со нови раскази кои што првпат читателите ќе може да ја прочитаат во оваа книга. Расказот како жанр е малце потценет, не само кај нас, не треба да мислиме дека тоа е само некоја аномалија или нешто феномен што се случува кај нас, туку во целиот свет, и затоа решивме малку оваа година да го ставиме акцентот на потценети нешто, на домашната литература која што не ја вреднуваме доволно, и на жанрот расказ кој што исто така не доволно е во фокусот на јавниот интерес. И одлично тоа сте го постигнале, баш некако да дадеме фокус дека и тој жанр е важен, а секако најважно е да си ги цениме и своите автори. Така што одличен избор сте направиле. Апсолутно, видете, македонските автори можат да бидат, значи, вистински звезди, да ја осетат темпераментот на читателите и интересот на публиката најмногу
тука во Македонија и мислам дека не треба со овој наплив на превод на литература, на литература која што се создава најмногу на англиски јазик, бестселери, да ги заборавиме македонските писатели и токму тоа е една од мисиите оваа година на Букстар, бидејќи Букстар е фестивал кој што нормално пред се книжевен фестивал и креира содржини и настани пред се кои што се поврзани со литературата и книжевноста, но истовремено и настан манифестација која што се обидува секогаш да поттикне некакво јавно мислење, да смени некакви стереотипи и навики како од самиот почеток на фестивалот, така и денес. Оваа година во фокусот ни е токму еден голем борец за општествени промени, тоа е Крсте Петков Мисирков. Инспирирани бевме од неговото дело за македонските работи, начинот како таму ги елаборира неговите ставови, храброста со која што истапува и сметаме дека тоа треба да биде одлика и епитет кој што ги краси македонските писатели и воопшто писателите од цела Европа и од светот, и токму затоа се со една мала како би рекол дигресија во називот на неговата книга од за македонските работи, ние ја претвориме за писателските работи. Сакавме да проговориме за нешта што се актуелни, свежи, битни, горливи за нашата литература. Многу на се сте мислеле буквално, се да има своја символика. Како и секоја година, така и ова 11-то издание баш некако во сршта одите и тоа е за почит, но секако ние на Букстар ќе имаме и други македонски автори, да ги спомнеме Владимир Мартиновски, врвниот, исто така Михајло Свидерски, Оливера Ќорверзијоска. Сега слободно надополнете вие доколку пропуштите некого. Одлично, мислам дека добри примери дадовте, иако имаме ние оваа година над 10, можеби 12 учесници од Македонија. Станува збор за прво и основно се обидовме да направиме баланс меѓу повозрастни автори, некои кои што се веќе како што кажав современи класици, автори кои што луѓето ги знаат многу одамна, но истовремено сакавме да застапиме и навистина автори од поновата генерација. И конечно сакавме преку фестивалот и преку настаните што се случуваат да им остапиме простор на вистина на автори кои што се исклучително актуелни изминатава една година од едно до друго фестивалско издание, и ние се обидовме во рамки на фестивалската програма да ги вклучиме македонските писатели кои што ги добиле можеби речиси сите најпрестижни награди во Македонија, книжевни награди. Така да ја имаме Калина Малеска која што ја доби наградата Роман на годината за 2024 година, потоа ја имаме Оливера Ќорверзијоска, како што рековте, која што го доби Рациновото признание пред само пар месеци. Ја имаме Дијана Петрова од помладата генерација, која што 2 години за ред ја добива наградата ја добива наградата Живко Чинго за најдобар расказ. Го имаме Иван Антоновски со наградата Велко Неделковски за најдобра прозна книга најдобра книга за деца, и да не ги редам сите, вие ги спомнавте, ќе ги надополнам Ермислав Азановски, Александар Прокопиев, да не заборам Иван Шопов, и многу други кои што Владимир Мартиновски секако, кои што на последниот ден ќе дискутираат на таа тема која што ја загатнавме за краткиот расказ, и која што има и една подтема, тоа е уште пократкиот така наречен микрорасказ или микрофикција, така што програмата е навистина богата и со содржина и со гласови кои што ќе можеме да ги слушнеме и сретнеме во живо. Нормално писателите не треба само да ги читаме преку нивните книги, туку е многу убаво и дополнително дава вредност на тоа што го пишуваат и создаваат, ако ги запознаеме и лично и поразговараме лице в лице. И сето она што може би од нивните книги ни било некоја дилема, ќе можеме во живо да ги прашаме, и тоа е непроценливо. Така е. Така е и да, повелите. Да не ве прекина. Не. Сакав да кажам дека нашиот фестивал е фестивал на европска литература, Букстар. Досега и оваа година е на некој начин ексклузивна или специјална, како да ја кажам, бидејќи досега фокусот беше поставуван
пред се на странските автори од Европа, да не ги заборавиме, и оваа година се во голема мера застапени во нашата програма. Имаме 6-7 странски гости во програмата да прават некој вид на баланс заедно со македонските автори, така да имаме двајца автори од Чешка, имаме двајца автори од Турција, имаме автори од Австрија. Една интересна, да не заборавам некого, има и во тој дел на вистина ексклузивна програма, но се надевам дека разговорот ќе се наврати на дел од нивните имиња и понатака. Апсолутно, токму тоа ми беше идејата со следното прашање, дека освен наши македонски автори, имаме гости и од странство. Еве, гледаме дека имаме доста гости од Турција, од други земји, па еве може да спомнеме барем од кои земји секи имаме гости. Еве вака, од Холандија и Иран, бидејќи Шоле Резезаде, тоа е една авторка која што е родена во Иран, но после тоа мигрирала во Холандија. Пишува многу интересно за нас и на незиниот матичен јазик, но и на незиниот мајчин јазик, но пишува веќе и на холандски јазик. Така што многу ни е драго што прифати да присуствува на фестивалот, бидејќи таа пред некоја година доби награда од Европската унија, доби наградата за литература на Европската унија за незиниот роман Знам планина што ме чека, што неодамна беше објавен токму во издавачката куќа Антолог. Кога сме кај оваа награда на европската литература, ќе го спомнеме и познатиот чешки писател Онџеј Штиндл, кој што исто така беше во шортлист за оваа награда минатата година, чинам. Потоа имаме двајца автори од Чешка, значи покрај Онџеј Штиндл ќе имаме и Петра Клабухова, која што е навистина една од најбараните чешки авторки во моментов. Доаѓа многу кратко, само на 1,5 ден ќе престоја во Скопје, бидејќи има навистина преполна агенда, како поради писателската работа, така и поради другите нешта по кои што е позната. Значи од нејзе дури имаме преведено 2 книги досега, планираме и следни. Меѓу другата, таа работела и како букинг агент на познати музичари, некој можеби ја знае и од таму, например, бендот Холивудски вампири, во кој што членува Џони Деп, познатиот актер. Така да навистина имаме многу интересна и ексклузивна програма. Да не ги спомнавме два пати турските автори, ни доаѓа Серај Шахинер, незиниот роман Антабус навистина е меѓу најпродаваните во издавачката куќа Антолог во последнава една година, и не ја носиме буквално на барање на читателите. И да не го заборавам гостинот од Австрија, Мајнхард Раухенштајнер, кој што е автор на проза, кој што е исто така и филмски работник и работи со години е советник за култура на претседателот на Австрија. Така што навистина ексклузивни гости кои што ќе можеме да ги представиме на публиката, и се надевам дека ќе позборуваме и за звездата на фестивалот. Многу сте се потрудиле, Жарко, и ова година да има навистина светски шмек и еден комплетен празник, сите тие неколку денови за целата читателска публика, така што секоја чест. И да, на 1 октомври може да го очекуваме, што се вели, мајсторот на крими трилерот, незаменливиот Ахмед Умит, но исто така, нели, и ќе има и 2 нови негови возбудливи наслови, колку што разбрав. Да. Кажете ни ги сите детали. Да, ни доаѓа во Скопје, го нарекуваат турскиот мајстор на крими трилерот, човек кој што не само што го смени идентитетот и го подигна нивото на овој жанр во рамки на турската литература, туку и, како да кажам, и на европски план, бидејќи тој не пишува само книжевен трилер, туку прави секогаш комбинација со некои актуелни општествени теми, историски теми, митолошки теми, така што луѓето кога ги читаат неговите книги не само што уживаат во некој page turner или оние што се голтаат страниците на книгите, туку истовремено и учат нешто, дознаваат или осознаваат за некои култури и делови од историјата пред се на Истанбул, на Турција, но и на нашиот регион. Убаво рековте дека ќе има настан на 1 октомври, тоа е, значи, настан кој што ќе се случува исто така во Салон 1919 во
во КИЦ. И тој ден на 1 октомври специјално за неговото гостување излегува две негови нови книги, гласија сече Ноќта и Кога напаѓаат птиците грабливки. Ја спомнувам особено, ја истакнувам оваа последнава книга Кога напаѓаат птиците грабливки, бидејќи дел од книгата нема премногу спойлери да правам, но дел од книгата се случува и е поврзана со овие наши делови Србија, Македонија, дури се спомнуваат овие топоними, така што мислам дека за публиката ќе биде исклучителна можност да го запознае авторот на големиот роман Мементо за Истанбул, кој што навистина ги сруши сите рекорди на читаност во нашата издавачка куќа, верувам и во македонскиот контекст. Со него на барање на читателите, тоа го најавивме деновиве, ќе направиме уште еден настан следниот ден на 2 октомври, каде што нема да има разговор, нема да има толку можност да го слушнат авторот, туку чисто за сите оние кои што нема да можат да стигнат во вечерниот термин на 1 октомври, во 12 часот во Рамстор Мол на 2 октомври, извинете, напладне, 1,5 час ќе потпишува книги, ќе се фотографира и нормално некои кратки разговори ќе прави со посетителите на молот и на секако на фестивалот Букстар. Одлично, навистина многу убава агенда. Кога станува збор за 1 октомври, значи настанот е во културно-информативниот центар, тој е бесплатен, но местата се ограничени. Каде можат гледачите да се пријават? Вака, наскоро ќе објавиме и детали околу тоа. Првичната наша идеја беше дека ќе биде прв дојден, прв услужен, но очигледно дека интересот е огромен и веројатно деновиве ќе направиме некаков ред за да не ги избегнеме непријатните ситуации, да некој дојде па не биде во можност да присуствува, да влезе внатре, бидејќи капацитетот на салата е тој што е. Токму затоа и решивме да имаме втор термин, односно во следниот ден, за да може оние кои што нема да успеат да стигнат или кои што нема да успеат да најдат место за главниот настан, да едноставно се запознаат и сретнат и добијат подпис на својата книга следниот ден во Рамстор Мол. Дури за нив подготвивме едно екстра изненадување, кое што ќе го соопштам сега, тоа е дека за сите тие кои што на 2 октомври ќе дојдат во 12 часот и купат која било негова останата книга од Ахмет Умит, неговата најнова книга Глас ја сече ноќта ќе биде подарок од нашата издавачка куќа и од авторот, затоа што е една многу интересна работа, тој ќе го дочека својот 65 роден токму во Скопје, ден пред настаните. Така што ние како добри домаќини, тој како одличен гостин ќе сакаме да приредиме нешто навистина посебно за скопската и македонската публика. Одлично, Жарко, едва чекам, буквално за неколку дена ќе започне и Букстар. Се останато, значи, ќе можат гледачите да се информираат на социјалните мрежи, на страната на Антолог, Букстар, сите информации. Да, сите информации се таму. Одлично, јас многу се радувам. Не би ве прашала ништо друго плюс, бидејќи мислам дека се всушност и кажавме. Ако имате нешто да додадете, слободно кажете. Така е, точно е тоа што можеше да се каже со зборови, буквално дури јас малку се претерав. Меѓутоа сето останато што треба да се доживее, треба навистина да се дојде на настаните. Сите се, како што рековте вие, бесплатен е влезот буквално на сите настани, бидејќи сакаме да доближиме литературата и квалитетните македонски и странски автори што поблиску до нашата публика. Ви благодарам многу за овој разговор и успешно 11-то издание на Букстар. Ви благодарам и на вас на поканата и се надевам некоја следна средба ќе ја направиме повторно како порано и во живот. Секако, со задоволство.